Почитувани пријатели, ви посакувам Божји благослов. Како го запознав Бог? Сведоштво. Бог прави чуда. Да, Бог прави чуда. Воскреснува мртви. Сите не може да ја сватат вистинската вера, затоа што истата треба да се искуси или доживее. Ќе се обидам да ја кажам вистината за мојот живот, кој се надевам дека ќе најде простор во оние срца кои копнеат за среќа која им не достига, и за Бог кој се уште им е непознат, а имаат желба да го запознаат. Откако почнав да осознавам дека сум личност, живо битие на оваа земја, се соочив со најважното суштинско прашање, а тоа беше ова: зошто живеам и има ли смисла моето постоење на овој свет? Ова не беше едноставно прашање, туку со него ги проживував непријатностите, искуства кои ме доведуваа во ситуација да го гледам светот песимистички и без јасна представа во иднината. Има ли смисла моето постоење? Тоа беше суштинското прашање. Талкањето започнува од мигот, кога човек ќе осознае за себе дека постои во овој бескраен широк простор со безбројни ѕвезди над него. Гледајќи го небото, се прашував има ли некој горе, што ќе ми каже збор на утеха и надеж, на смисла. Понекогаш ги гледав облаците како се движат, правејќи секакви фигури кои наликуваат на нешто. Тоа беше детска фантазија и трагање дека нешто има горе во овој простор без крај. И сето тоа не беше едноставно да се разбере. Сиот овој внатрешен глас и душевно трагање ги заглушував со секојдневни игри и забави. Имав тоа што имав, гледано човечки, тоа што му беше потребно на еден млад човек. Но можно е се да имаш во овој свет, а да не бидеш среќен и задоволен. Како минуваа годините, животот си добиваше и своји потешкотии. Особено, оној внатрешниот глас, кој ми зборуваше: животот не е јадење, не е пиење, не е уживање, постои нешто повеќе од тоа. Во младоста нормално се правеа многу грешки, кои понекогаш истите ми создаваа непријатно чувство. Не знаев како да го решам проблемот со смртта. Во една и повеќе пригоди видов како умираат и млади луѓе. И тогаш совеста силно ме удираше и ми велеше: а што ќе биде со тебе, доколку и ти умреш? Каде ќе си? Што ќе се случи со твојот живот? Дали ќе постоиш како личност или не? Каде ќе си? И тоа ми беше тешко да го прифатам дека животот со смртта престанува. Во мене гледав и се уште гледам вечен закон. Моето битие се бореше против смртта. Не, јас не сум создаден да умрам. Си велев, мора да има друг живот, мора јас да живеам. Не се согласувам дека гробот е крај на моето постоење. Но, иако така размислував и се борев, сепак немав одговор на оние суштински прашања, па си реков: како за сите, така и за мене. Но тоа не беше решение. Ама пак не беше тоа одговор и помирување на совест дека го решавам проблемот со смртта. И продолжив да живеам без одговор. Каде по смртта? Читав книги со различни содржини за откривање на смислата на животот, научни, психологија, забавници и така натаму. Но ништо не открив за она што ми беше важно. Потоа сакав малку да го пробам уживањето. Оде ваму, таму, онаму, па таму и пак ваму, таму и ништо немаше полза од тоа и не почувствував никаква радост од ваквиот живот. Имав убави 19 години, кога ти се чини дека светот е твој, но беа ранливи и кршливи. Зашто тоа е период кога се донесуваат важни одлуки во животот. Почнува зрелоста полека. И така уморен од она си дојдов дома. Но не знаев дека таа ноќ ќе се случи нешто што не ми дошло никогаш на памет или на мисла. Немаше струја и чекав да вечерам, а мајка ми ја правеше
И не се сеќавам што, и додека чекав ми текна мене или на Бог да го земам новиот завет и да го читам. Пред тоа немав таква навика, никогаш, бидејќи мислев дека е книга како и оние што ги учиме на училиште. И читав на свеќа. Почнав со родословието на Исус Христос по Матеј. Но кога почнав да се задлабочувам во содржината и кога прочитав дека Исус дошол на овој свет да им даде живот вечен на сите кои веруваат во Него и дека опростува гревови, тогаш душата веднаш се соедини со вистината, со реалноста за вечниот живот кој за мнозина е сокриен. Осетив силна радост небесна, како небото да се симна во душата со јасна светлина и надеж. Така што наеднаш исчезнаа сите прашања и нејаснотии. Кога прочитав дека Исус е вечниот живот и дека тој е патот, вистината и животот, за мене тоа беше единствената вистина што ја дознав дека е вистина. Не можев да се одвоем од новиот завет. Читав цела ноќ, без престанок. Светот ми стана поинаков. Утрото сакав да отидам кај сите што ги познавав, да им кажам нешто за Исус, како што ви кажувам и вам. Некој си помислија кој знае што, па тоа му се годините. Другите го сватија како нешто вообичаено. А некои се замислуваа и велеа дека промената е очигледна. Што и да мислеа, луѓето, тоа не беше важно, бидејќи кога човек е исполнет со надеж, ги гледа сите работи поинаку. По некое време, дојдоа некои луѓе да ме испрашуваат за моето верување во Бог. Верувај си, но има ја верата во себе, така се зборуваше во тоа време. А и сега исто. Такој ме измамил да верувам и зошто насекаде кажувам за Бог. А јас им велев дека верата во Бог не е измама, туку реалност и радост. Се мешаат длабоко во душата и копнежот на човекот. Јас бев упорен и им велев и вие треба да ја читате Библијата и да верувате. Тие одобруваа учтиво, зашто гледаа очигледна промена и да не дојде до компликации. Во една друга пригода ме викнаа на одговорност дека не смеам да ја ширам верата помеѓу младите. Можам со се и се што да се занимавам, ама со вакви работи не треба да се претерува. Не само да претерувам, туку и да се откажам по можност. Потоа се сретнав со други верници кои ми сведочеа за нивната вера, а јас за мојата. Но сето тоа беше и моја и нивна вера, зашто верата е една. Има само една вера, еден Господ и едно крштавање. Тие мигови и беа почетоци за мене, кога сватив дека веќе знам зошто живеам на овој свет и веќе немам страв од смртта. Зашто Исус рече: јас сум воскресението и животот. Ако човек и умре, пак ќе оживее. Животот ми стана интересен и исполнет со радост. И тоа до денешен ден, особено што знам дека имам вечен живот. Од тој момент научив и знам од каде потекнувам, дека сум Божјо создание и дека Бог ме создал на чуден начин да живеем на овој свет. Дознав зошто умираме, дека смртта е резултат на непослушноста на Адам и Ева, а ние како нивни наследници сме ги прекршиле Божите закони. Дознав дека Исус ја напушти небесната слава, за да му даде на секој човек опростување на гревовите и вечен живот според неговата заслуга. Божјата заслуга, а не мојата или твојата. Дознав дека ако се живее со Исус, животот вреди на земјата. Љубовта е наше секојдневие и живееме со таа љубов која одржува хармонијата во семејството и насекаде. И до денешен ден, ете не сум престанал да им кажувам на сите дека јас го најдов мојот одговор на моето прашање зошто живеам и од каде сум на овој свет. Но сега те повикувам и тебе. Побарај го Исус и помоли му се со овие зборови. Исусе Христе, би сакал доколку имаш милост и мене да ми ги простиш гревовите, да ме промениш и да го направиш мојот живот убав и радосен.
Откри ми се во душата и ќе те славам сега и за секогаш. Амин. Со оваа куса молитва, Бог може да те благослови. Само верувај му. Тој те слуша и го знае твоето срце, сите твои чувства, сите твои тајни. Дојде уште денеска Исус и ќе го имаш тоа што мнозина го добија пред тебе. Вечен живот и неискажлива радост. Кога Бог ќе те промени, тоа го дознавме и го осознаваме преку Библијата. Тоа значи наново раѓање. Но што е тоа наново раѓање? Преку наново раѓањето тие имаат нова природа, духовна, која им е дадена од Бог преку Христос и се во постојана борба со грешните желби на телото. Тие што се наново родени понекога се изморуваат од борбата во нивната внатрешност и се чувствуваат немокни, но често пати или речиси секојаш се чувствуваат како херои, кога знаат дека многу грешки и гревови што ги правеле во минатото, сега веќе не ги прават, нито пак помислуваат да ги прават. Зашто Библијата вели, вие некогаш, тоа е минато време, живеевте во нечистотија. Вашите членови, органи, раце, нозе, уши, очи и се вкупниот живот беа во служба на беззаконието кое произведуваше беззаконие. Еден грев влечеше друг грев, еден престап, друг престап и се така во недоглед. Апостол Павле ги советува верните да не ги употребуваат своите органи, членови, како што порано ги употребувале во служба на гревот. Сега, како наново родени деца, секој орган со новата духовна природа треба да биде насочен кон правдата и светоста. Зошто не би ги послушале овие совети на апостолот Павле, кога знаеме дека ќе вродат изобилен плод и кои ќе ги направат христијаните многу среќни и задоволни во време кога насекаде владее неправда, себичност и секакви зли појави. Тоа е голема чест што Бог те удостоил да бидеш негова духовна алатка за извршување на неговата совршена волја. И тоа во време кога светот се распаѓа на мали парченца до целосно уништување. Дозволете му на духот да ве води и нема да ги извршувате делата на телото. Нека му е слава на Бог за неговото прекрасно дело. Амин.